Добро вечер. Гледате 360 степени и вечерва главно на предизборни теми. Колку граѓаните се информираат од програмите за ветувањата на политичарите? Јас не може до нивните програми. Откај јас знам сега знам кој програми. Либерали која, СДС, кај се тие програми? Главните предизборни ветувања на едно место за полесно да се споредуваат и следат. Ние не интерпретиравме, туку ги извадивме буквално од како што се во нивните програми, со тоа што се обидовме само да ги ставиме со еден појасен јазик. Зошто во општина Новац имаше најголем одзив во првиот круг од претседателските избори? Треба цела Македонија така да излезе. Излезеноста е тоа, има некој револка меѓу жителите на оваа општина. Никој да не победи, сите да напрате на влада што знае паметно да ја води, а не овој партиски да нема партиски. Центар Жупа е во ЕУ, вели градоначалникот на општината со најниска излезеност од само 16,9% на минатонеделните избори. Од домашните, дома што присутно население е околу 80-90% на населението излегува и го дадоа гласот. Приказната забраната конско кај Гевгелија, за која заслугите си ги припишуваат и власта и опозицијата. Ќе акумулира 22 милиони кубици вода, која е голема количина и ќе биде корисна за земјоделие за производство на електрична енергија во наредните фази. Изборните програми се важно четиво за новинарите. Едно за да се види кој што ветува пред избори, но уште повеќе за да се проверува што од ветеното се реализира кога ќе се дојде на власт. Но не е тајна дека домашните медиуми немаат капацитет тоа да го прават на систематско ниво. Оние пак што ја носат главната одлука, граѓаните, во огромен дел немаат навика да читаат што им нудат политичарите за кои на крај гласаат. Затоа Невладиниот центар за управување со промени го направи првиот јавно достапен систематски обид да се споредат и следат главните елементи од програмите на политичките партии и коалициите. Обидот ќе има свое продолжение по изборите со програмата за работа на новата влада. Повеќе од Зоран Јовановски. Политичките партии и коалиции, која порано, која подоцна, ги објавија изборните програми. Платформа 1198, Програма за европска иднина, Европа 2030, План 2030, се само дел од нив. Се ветуваат проекти за подобар живот, за членство во Европската Унија, за промена на уставот, за се што партиите мислат дека му е важно на домашниот гласач. Во теорија, програмите треба да им помогнат на граѓаните да се информираат и врз основа на тоа да донесат одлука за кого да го дадат својот глас. Односно да проценат која партија или коалиција ги застапува нивните потреби, интереси и ставови. Но колку граѓаните се информираат од програмите за ветувањата на политичарите? Или поедноставно им е да веруваат во она што го слушаат на митинзите и во изборните реклами? Ова прашање им го поставивме на неколкумина случајни минувачи. Јас не може до нивните програми. Откај јас знам сега знам кој програми. Либерали која, СДС, кај се тие програми? Не ги на Па мислам едноставно, ја ги немам програми. Да. Значи не ви се достапни лесно. Па 90% не. Па тоа се све лаги со опашки, да ти кажам право. Живи лаги. До сега за сите 20 години све лаги. Едно кажуваат, после све се измислува наново, друго и нема врска. Не читам уопште, него познати се сите нивни програми, нема потреба да читам. Све е јасно. Долго време тие се исти со мали промени, препишани, додадено нешто што не може да се, да кажеме, оствари, но битно е да предизвика внимание и луѓето да гласаат. Станува збор за платформа. Сега за прв пат граѓаните добиваат помош. Невладината организација Центар за управување со промени ја направи интернет страницата одговорнавлада.мк, на која се објавени изборните програми на 4 коалиции и една политичка партија. Целта е ветувањата на политичарите да се споредуваат и следат на поедноставен начин и на едно место, зашто нивните истражувања укажуваат дека граѓаните не ги читаат и анализираат изборните програми. Од проста причина едно тие се многу големи и треба многу практично да копаат преку програмата за да може да дојдат до суштината. На едноставен, а воедно впечатлив начин се прикажани ветувањата на политичките субјекти групирани во 11 области, како економија, енергетика, здравство, земјоделство и така натаму. Тимот на Центарот за управување со промени ги извлече конкретните, мерливите ветувања, за да може граѓаните да ги прегледаат, да направат споредба со моменталната состојба, но исто така да направат споредба и помеѓу ветувањата на различните политички субјекти и да донесат објективна, информирана одлука на парламентарните избори.
Кога ќе влезете во одредена област, од десната страна може да изберете еден од политичките субјекти. За секој од нив се прикажани подобласти што ги содржат јасно дефинираните и мерливи ветувања содржани во програмата. Ние не интерпретиравме, туку ги извадивме буквално од како што се во нивните програми, со тоа што се обидовме нели само да ги ставиме со еден појасен јазикот и некаде се губат во декларативните изјави. Мерливо значи дека кога политичките субјекти еве од стартот нели од самите избори, кога во нивните предизборни ветувања користат едноставни формулации кои што се квантитативно особено мерливи, тоа ги прави многу поотчетни. Тоа значи дека понатака може да се увиди дали реално тие ги оствариле ветувањата кои што сега им ги пласираат на граѓаните, со кои што ствари им го бараат гласот. Но може директно да пристапите и до оригиналната програма на партијата, како и да се прегледа моменталната состојба во таа област. Каде што се содржани информации од официјални извештаи на државните институции како што е Државниот завод за статистика, официјалните извештаи на министерствата, на ресорните министерства, ни извештаите на Европската комисија. Оваа платформа ќе ги прикажува само програмите на политичките субјекти се до формирањето нова влада. Тогаш партиите што ќе станат дел од мнозинството ќе треба да состават програма за функционирањето на владата, па ќе биде проверливо кои од ветувањата во партиските програми ги ставиле во владината програма, а кои ќе ги заборават. Следно кога ќе влезат во влада веќе носителите на одлуки, би сакале малку повеќе да дадеме акцент на нивната мандатна програма. Во моментов, нели, мандатарот ја изложува програмата на владата која ја предлага пред собранието, но таа после тоа не е формализирана, ниту е дел, ниту стои како некаква обврска за министрите и за премиерот. Таа е, да речеме, само предлог програма во оваа фаза. Ние би сакале, работејќи на ваков редизајниран систем на управување, таа да биде поформализирана, односно ова да стојат како обврски на сите кои влегуваат како министри, како директори, дека имаат обврски по однос на реализацијата на политичките ветувања. Ова треба да доведе до поголема одговорност на функционерите за испорака на ветувањата, а резултатите да бидат мерливи, видливи и споредливи, за граѓаните да можат да ги следат. Крајно, оваа платформа, значи, треба да ги содржи ваквите политички цели по областите кои веќе ги дефиниравме на владата и ние во тој период ќе почнеме дури да ја следиме реализацијата. Од тука граѓаните кои сега ќе се запознаат со содржината на платформата, очекуваме дека ќе ја познаваат како веродостоен извор, на кој понатаму кога ќе ја следиме реализацијата на политиките ќе може да се осврнат во секој момент и да видат до каде е исполнувањето на овие дадени политички ветувања, односно какви се резултатите токму на владата која ќе, нели, очекуваме дека наскоро ќе биде. Платформата Одговор на влада.мк е дел од проектот Преосмислување на управувањето, поддржан од британската амбасада, со кој треба да се воспостави зајакнат центар на владата од неколку клучни институции кои би требало подобро да ги координираат и планирањето и реализацијата на политиките. Битно ни е и во владата кога се планираат политиките да бидат базирани врз докази, врз она што е потребно за ресорната област во општеството. Кога ќе се дефинираат индикаторите за тоа што е потребно да се направи и како ќе се мерат, ова ќе биде многу поедноставно и за администрацијата да знае кои се целите и како ќе ја мери својата работа и кон што се стреми, но и за граѓаните за да знаат точно што да очекуваат од институциите како испорачен резултат. Велика Британија има добро развиен систем за следење на ветувањата и остварувањата на владата. Дел од тој систем била единицата за следење резултати во премиерскиот кабинет, која сега не постои, но се задржала таа институционална култура. Например, британската влада ветува реформа за намалување на емисијата на стакленички гасови во авиосообраќајот, но не застанува само на апстрактно ветување, туку дава точен рок со поставени цели низ бројки и проценти. Каква е состојбата сега, како ќе се развива, а каде треба да стигне? Центар Жупа е веќе во Европската Унија, поточно 80% од неа, вели градоначалникот Аријан Ибраим во помалку саркастичниот одговор на прашањето зошто само 16,9% од запишаните избирачи во општината излегува на гласање во првиот круг од претседателските избори. Со градоначалникот и со жители на општината со најнизок одзив на територијата на државава разговараше Михаил Милошевски. Изградените големи куќи ретко имаат фасади.
Тоа е еден од показателите дека во најголем дел од годината тие се празни. Оти во нив живеат печалбарите кои само повремено се враќаат дома. Овде населението е цело иселено од тука. Нема со што да се занимава. Токму поради фактот што центар Жупа е печалбарско место, не е новост тоа што на неодамнешните избори општината имаше ниска излезеност. Но не престанува да изненадува колку е мал тој процент на население кое го остварува своето уставно право. На првиот круг од претседателските избори општината Центар Жупа имаше најмала излезеност на ниво на цела Македонија. Или во проценти, само 16,90% од регистрираните гласачи го искористиле правото на глас. Оваа бројка е сама по себе алармантна, но она што дополнително загрижува е што овдешното население стравува дека за изборите на 8 мај овој процент ќе се намали, бидејќи голем дел од иселениците кои биле тука за 24 април веќе започнале да се враќаат назад во европските земји. Според избирачкиот список, право на глас во Центар Жупа имаат 7368 граѓани, но во реалноста едва и половина од регистрираните гласачи живеат во земјава. Според последниот попис, во општината живеат 3720 резиденти, од кои грубо 80% се возрастни. Од нив, во првиот круг од претседателските избори, гласале 1245. Често пати викам дека ние како општина Центар Жупа веќе сме во Европската унија, бидејќи по мој некои понови статистики околу 80% нашето население во Европската унија. Веќе е прашање и кога се да биде слободно останатото население што тука живее, дали би отише во странство. Градоначалникот Ибраим, кадар на Демократската партија на турците, на своја кожа го има осетено недостатокот на гласачи, бидејќи во 2 наврати не можеше да стане градоначалник поради немањето цензус. На функцијата стапи по трета среќа, откако во текот на летото 2022 година беше избран со помош на печалбарите кои беа привремено дома. Перманентно, нарочито кога станува збор за претседателски или парламентарни избори, излезеноста е уште пониска, бидејќи нашето население претежно живее во странство и од тој аспект тука присутните, бројот на граѓаните тука присутни е многу низок и е во границите на овие бројки што ги спомнуваме на 17-18% излезеност. И сметам дека од домашните, дома што присутно население, околу 80-90% на населението излегува и го дадоа гласот за една од политичките опции во нашата општина и во нашата држава. Значи проблемот не е во политичката неактивност на овдешните граѓани, туку во големиот број запишани избирачи кои го имаат ова право, но не го користат зашто живеат во странство. Пред зборното место, угостителски објект сред село, па и во целото село, млади речиси и да нема. Општинското училиште, кое своевремено било дом на 1000 деца, сега брои едва и 200. Возрастните кои живеат со пензиите кои ги стекнале во странство, во голем број се во поодминати години. Немат до 15-20 души и све се стари, изнемоштени, болни луѓе. Другото е све надвор. Ова Центар Жупа е бидена вистински турска демократска партија, ама кој ќе беше избори, овде црно од народ не се гледаше. А во денешно време да ти се плачи, жалосно е. Нема ништо. Во селото Центар Жупа и ќе најдете по некого на улица за да прашате за мислење, но има места во општината што се речиси празни, како што покажуваат податоците од првиот круг од претседателските избори. На избирачкото место 0565, на кое гласаат жителите од селото Житинени, правото на глас го искористиле само 12,73% од избирачите. Од избирачите запишани на избирачкото место 0562/1, голем папрадник, излегле само 13,23%, а од селото Баланци, избирачкото место 0560, излегле само 14,17%. Дека оваа општина полека ја снемува и од мапата на политичарите, покажуваат повеќе знаци. Изборни плакати, кои биле залепени пред 4 години, се уште стојат на една руинирана куќа.
Рекламите од овогодинешните избори се ретки. Ги видовме само на 2 или 3 локации, меѓу нив и пред штабот на општинската организација на СДСМ. Во април на гости им дошол само председателскиот кандидат од Европскиот фронт, Бујар Османи. Она што обеќава нема да дадат. Ние се пензионерите чакаме од ден за ден да ги дигат платите, ама тие ќе дигнат платите, цените остановат на артиклите исти и поголеми. И ето дигањето за 1 литар зетин да гласаш да шеташ. Ама сите кои идат велат едно, после ни едно. И така се народот зачарани од свите партии. Според мештаните, излезеноста од 16,9% е и добра, со оглед на разочараноста на оние што останале. Поволна околност е тоа што токму во овој период дел од печалбарите биле дојдени дома. Се погодило во Италија да има неработни денови, но нема да биде така на 8 мај. На 2 треба свите да си одат за на работа. А се дојдени неколку луѓе за да ја отворат куќите да видат, али тоа ќе биде пак уште помалце сега. Верувам дека ќе имат помалце народ. Во оваа општина довербата од народот во првиот круг ја доби Бујар Османи со вкупно 448 гласови, што до некаде и логично од и владеачката Демократска партија на турците на овие избори е во коалиција со ДУИ. Но веднаш зад него беше Стево Пендаровски со 1 глас помалку, или 447. Не беше многу далеку и Гордана Силјановска-Давкова со 306 гласови. Двоцифрена бројка гласови има Арбен Таравари со 20 и Стефчо Јакимовски со 11, додека Максим Димитриевски и Билјана Ванковска добија 7, односно 2 гласа. Овие бројки се незначителни за изборниот процес кој продолжува на 8 мај, но се важни бидејќи на истиот пат се тргнати поголем дел од општините во земјава, на крајот на краиштата, што ќе се на една земја избори, ако ниту има кој да гласа, ниту има што да се управува. Тоа што е денот на ноќта, белото на црното, тоа е нова цина Центар Жупа. Во оваа општина на работна Пелагонија и на границата со ЕУ во првиот круг од претседателските избори на гласање излегоа дури 74,06% од запишаните избирачи. Славица Филиповска Иванова отиде во Новаци за да праша што е причината за толков број граѓани да излезат на гласање. Ова е општина Новаци, прва асоциација за рек Битола, дом на најголемата житница Пелагонија и една од најраспространетите општини во државава по територија. Иако има само 2648 жители, минатата недела постави нов рекорд. Според избирачкиот список, во општина Новаци се запишани 2498 гласачи. Повеќето од нив, или околу 74%, минатата седмица одлучиле да излезат и да гласаат, со што Новаци стана општина со најголема излезеност во првиот круг од претседателските избори од цела држава. Низ бројки, во општината има 150 резиденти повеќе од колку гласачи. Односно, на пописот во 2021 година се пребројани 2648 резиденти. Од нив, околу 2150 се полнолетни, а на изборите гласале 1850. Сепак, низ Новаци повеќе врват камионите на рек отколку луѓе. Тоа му пречи на 19-годишниот Филип Стојановски, кој не може спокојно да го вози квадрициклот. За мене окей, за сега само сообраќајач ми сметам. Иднината каде ја замислувате? Надвор од Македонија, немам. И па ако велите окей, тука зашто надвор? Шо знам, ќе се проба. Надвор од Македонија. Гласам лично, не по од што сакам, од што мораме тоа. И за тоа не ќе многу да коментирам, пошто не ме интересира толку. Зошто морате? Има притисоци? Има некои притисоци, ама не... Партиски или, пример? Партиски. За вработување? За вработување. Работата, така. Жителите на Новаци сакаат да приседнат во локалните продавнички и кафеанчиња, но пред камера тешко кој изборува. Затоа тргнавме во обиколка на другите села во општината.
Ако се земат предвид бројките од Државната изборна комисија, највисока излезеност на ниво на општината имало во селото Долно Агларци, над 85%. Во топ 3 се и Далбеговци и Добромири, со 84,17 и 83,59%. На гласање излегле најмногу, но во обичен ден во селото Долно Агларци тешко е да се најде човек. Овде нема ни училиште, па се гласало во поранешна продавничка. Еве сега нема ништо, гледате, празно е сега зграда на општина Новаци. Гласачко место. Гласачко место на село Долна Агларци, 159, еве го параванот. Тоа е. Тука се гласаше. Да, овде беше кутијата ставена, параванот беше овде ставен, комисијата таму и беше се во ред. Немаше никакви прибелешки овде. Продавничката е затворена со години, па жителите на Долно Агларци по намирници мора да одат во другите села или во Битола. Важно гласачко место имате? Имаме 159. И најголема излезност? Па треба цела Македонија така да излезе. И што мислите, зошто луѓе го издегуваат? Затоа што ова беше испод дното. Мислам дека Македонија изгубивме. Затоа издега за народ. Народо ја кажа неговото незадоволство, го кажа народот. Во ред меѓу тој за другите кандидати имаше глас. Гласа, тие нормално дека сега не може ни да биде сите незадоволни или сите да ме сака или сите да ме некат. Пред избирачкото место истакнате и записникот од гласањето. И овдешните гласачи мнозински одлучиле да ја поддржат Гордана Силјановска-Давкова. Во селото живеат само македонци, но по еден глас добиле и Бујар Османи и Арбен Таравари. Во првиот круг гласал и пензионерот Веселин Крстевски. Што ве мотивираше да излезете? За подобро да биде во животот, во надеж да напредува, да не ни бега, да се задржи тука. Вие лично што живеете? Сега сум пензионер, иначе земјоделец. Имаше притисоци да се гласа, да се излезе? Кај мене немаш. Другите не знам. Работоспособното население во доминантен број работи во рек Битола. Рано се пензионираат, па можат да се посветат и на земјоделство. Нивите во околината веќе се подготвуваат за сеидба на тутун. Мотивација кај младите и кај постарите со ова шо, мислам, овие што го направија ова, со промена на име, со сите работи, со несигурни плати, со друго што да кажем, и децата си го бара спасово надвор од државата. Излезеноста е тоа, има некој револт кај меѓу жителите на оваа општина. А што очекувате за промена? Што очекуваме за биде за подобро? Македонија подлежи на рек. Сите, например, приходи што може да ги оствари државата најголеми се од тука. А ние останаме најслаби да бидеме тука, ме разбираш? Што очекувате кој да победи? Се имаме и парламентарни и председателски. Што би им порачале? Најубаво е никој да не победи, сите да напрате на влада што знае паметно да ја води, а не овој партиски да нема партии поќе. Една да биде за Македонија и крај. Не треба партии да се дели народот, не е убаво. Моje мислење, а кој како сака нека прави. Ако иселувањето не запре, просечната возраст на населението во општината ќе порасне значително. Ова го загрижува и градоначалникот кој вели дека презема мерки преку финансиска помош за бруцоши, првачиња и новороденчиња, како и други мерки. Младите, работоспособните луѓе ја напуштаат општината, што е за жал голем проблем. На кој што секојдневно посветуваме внимание за да направиме максимални напори да го подобриме квалитетот на живот, да им дадеме услови на младите. Го прашав на градоначалникот дали евентуалните притисоци би можеле да се доведат во врска со тоа што повеќето луѓе работат во рек Битола. Може би тоа се должи како резултат, да, секако може би, примораноста или притисокот кој што го добиваа луѓето од структурите кои што работат во комбинатот, да, од една страна, од друга страна револтот го искажа на гласачкото место, а секако причина повеќе беше тоа што и теренот беше добро обработен од нас како политичка партија, односно од ВМРО ДПМН. Поточно ние допревме до сите наши жители.
Ако ги анализираме резултатите од првиот круг, кандидатката Гордана Силјановска-Давкова има освоено најголем број гласови. Дали ова може да се доведе во корелација со наводите за притисоци? Без разлика на притисоците кои што влијаеле, ова би било на некој начин резултат како револт на тие притисоци. А од Рек Битола велат дека притисоци нема. Правото на глас е загарантирано со устав и волја на секој граѓанин е дали ќе го искористи или не. Во Рек Битола, единственото нешто што се бара од вработените е да ги извршуваат своите работни задачи. Во првиот круг, мнозинството гласови на ниво на општина Новаци ги доби кандидатката на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска-Давкова, 1146. Втор е Стево Пендаровски со 497, па Максим Димитриевски со 111 гласа. Зад Билјана Ванковска застанале 36 мина, Бујар Османи добил 8 гласа, а Арбен Таравари 2. За Стевчо Јакимовски, овде никој не одлучил да гласа. Многу ретко најголемите политички партии даваат исти ветувања. Уште поретко такво ветување на крај се реализира, но има и такви примери. Браната Конско кај Гевгелија ќе кажат од ВМРО ДПМН е почнала со реализација во нивно време. Од СДСМ пак се горди што се изградила во нивниот мандат. А браната е дел од системот кој идејно е зачнат уште во 70-тите години на минатиот век за да се унапредат и земјоделството и животот на локалното население. Зоран Јовановски. Пред речиси 2 месеца, дури тројца поранешни премиери од редовите на СДСМ дојдоа за да го означат крајот на изградбата на браната Конско кај Гевгелија. Покрај Димитар Ковачевски, Оливер Спасовски и Зоран Заев, на свеченоста беа и председателот Стево Пендаровски, поранешниот министер за здравство Венко Филипче, министерот за земјоделство Љупчо Николовски и многу други од актуелната власт. Изградивме капитален проект. Браната Конско ќе биде запишана во историските документи и ќе биде сведок на едно време во кое приоритетите кои што се државнички и кои што се за доброто на граѓаните сме ги прифатиле и сме ги реализирале. Јас сум горд што токму оваа голема инвестиција започна и заврши во периодот на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и драго ми е што денес се тука сите вклучени во овој крупен проект и многу важен за македонското земјоделие. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак возвратија. Таа инвестиција, односно тој проект е замислена ВМРО ДПМН и целата проектна документација која што е почет уште во 2012 година, практично е почеток на реализација на овој голем капитален проект. Зошто политичарите и од власта и од опозицијата сакаат да се фалат со браната Конско? На речиси 20 километри западно од Гевгелија, во пазувите на планината Кожув, е новата брана Конско. Изградена е на конска река, а ќе зафаќа води и од неколку други помали водотеци. Се работи за камено-насипна брана со висина од 75 метри. Незината изградба со придружните објекти официјално е завршена. Добар ден, како сте? Добар ден, здраво, добре дојдовте на брана Конско. Денис Вејселов е градежен инженер кој работи на браната изминативе 5 години. Основните карактеристики на ова брана сега како што погледнуваме во акумулационен простор, значи ќе акумулира 22 милиони кубици вода. Ова е голема количина и ќе биде корисна за земјоделие за производство на електрична енергија во наредните фази ако се имплементира проектот на подобро и подобро. А за колку време може да се наполни максималната количина вода во земја? Со проектот е предвидено према средни врнежливи години година и пол. Време за полнење, значи во дворот, до дворот на првата куќа ќе биде која ќе треба и да се дислоцира таа куќа што гледаме. Ќе фати водена површина од во просек 700 метри ширина и 2,5 километри во должина. И ќе придонесе убав поглед на селото Конско. Ако сте се прашувале како се редат камењата на телото на браната, еве кратко објаснување. Багеристот со корпата еден по еден камењата ги мести, фактички раката му е багерот. Сега останува да се направи уште пробно полнење на езерото. Значи ќе се мерат како се однесува телото на браната во експлоатација
и при прво полнење, кога ќе се полни, и после при употреба. Овие двете куќарки што ги гледаме се DSM систем, следење на слегување и поместување на телото на браната, а исто така имаме и сеизмичка оскултација, што имаме акцелографи местено за да се следи при сеизмика како се однесува браната. И кога ќе се докажи дека се е во ред, тогаш слободно ќе се пушти за употреба. До тогаш, помал дел од тимот ќе остане на местово за предпазливо да се завршат сите фази. Моментално гледаме темелниот испуст, од каде што се испуштува водата од акумулацијата. Значи, тука имаме конусен затварач, регулационен, кој со мали интервенции од сантим 2 отварање-затварање се регулира колку проток сакаме да испуштаме. Ова е 15% само од капацитетот. А сега во моментот колку има испуст? Ова е 1 кубик во секунда е моментално. Изградбата чинеше 40 милиони евра, што беа обезбедени од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зошто се смета дека ова е најголемиот капитален проект во овој регион во последните 50 години? Јас како граѓанин на општина Валандово да кажам дека со 32 години мои, значи можам да кажам дека капитални објекти не се изградиле во овој регион. Значи секогаш се градат со помал буџет проекти. Значи овој проект со ова чинење од 40 милиони евра може да се каже дека е голем капитален објект. Главната намена на браната според проектот е задоволување на потребите од вода за наводнување на 6500 хектари од Гевгелиското поле. Но За искористување на потенцијалите на овој хидросистем, допрва треба да се градат подсистеми што ќе служат за наводнување земјоделски површини. А за производство на електрична енергија планирано да се изградат 2 мали хидроцентрали и пловечки фотоволтаици. Со тоа би се комплетирал поширокиот хидромелиоративен систем Гевгелиско поле. Браната е на кота 550, а Гевгелија е на 50 надморска висина, значи имаме потенцијал од 500 метри воден столб висина, што можеме понатаму со нови проекти да се имплементира и цевководот, што се планира за наводнување, и да се имплементират хидроцентрали во истото. Езерото треба да придонесе и за развој на туризмот. Локацијски гледано Гевгелија, пошто е блиску до Грција и е во премин со автопатот што ни е главниот коридор за туризам, значи цел Балкански полуостров што ни се движи на кај Грција, значи може да биде Гевгелија како локација што е одмаралиште на туристите, значи може и тука да се градат локалитети што ќе бидат привлечни за туристите и за развој на туризмот. Браната ја гради конзорциум од турските компании Серка и Акели. Имале големи проблеми за да најдат работници и друг потребен кадар во Македонија. Затоа половина од работниците ги увезле од Турција. Дури извршивме големо интервју во Скопје во Агенција за вработување за цела Македонија, ама жално беше дека од 400 присутни не можевме да вработиме ни двајца, пошто никој не се заинтересирува. Кога дадовме најдобри услови, ама пак не беа заинтересирани. Остануваат уште работи и инвестиции за целосно искористување на водниот потенцијал. Но со изградбата на браната, што како идеја потекнува од 70-тите години на минатиот век, поставена е барем основата. Ако државата долго време не инвестирала во поголем капитален проект во овој регион, како што кажува нашиот соговорник од Валандово, тогаш станува јасно зошто заслугите за браната Конско ги сакаат и власта и опозицијата. По оваа сторија од крајниот југ се враќаме во студиото за да го најавам новото издание на рубриката Саботажа. Автор е Сречко Поповски. Социјалдемократскиот дисидент, освен гласовите, изгледа дека се обидува да го преземе и долгоградениот имидж на својот лидер од претходната партија. Ако за него слушавме дека продавал лубеници дури во Горњи Милановац, користејќи сличен стил, одметнатиот, се фали дека ги задоволувал вкусовите на гладните војници од Кумановската касарна. Имавме воќњак, многу често ни пакува
пакетчиња од по 1 килово хартија ни ставаа во канта и во близината беше поранешната касарна Бороменков, која што се уште постои таму со многу војска. Стоевме покрај жица и продававме од тие праски грозија што ќе ни стават и земавме пари. Не се знае дали тој ќе го даде шлагот со оглед дека сите други намирници се веќе во политичката кујна. Рецептите веќе наголемо се разменуваат и секој се обидува да направи што поголем колач. Кој ќе обликувате како јаготка, па ќе наставате јаготки и место ливчињата од јаготката имаме на балконот насадено нахне, тоа незе и е супер. Плюс тоа, бидејќи таа торта не е печена како сакате, па после корнети ќе земете, па децава со лажици сами се ставаат, тоа е настан. Многу на кои пробале не веруваат во тие кулинарски способности, па тврдат дека за изгледот, но и за квалитетот на производот е неопходно да се користи сосема друго упатство за приготвување, на кое според нив му недостига и потребното пријателско искуство. А другите немаат програми. Силјановска нема, отија нема Ванковска да ја напише како во прошлите избори. Со ваквата констатација во одредени сегменти не се согласуваат политичките ментори на кандидатката. Тие веројатно сметаат дека незините програмски рецепти се некоја компилација, па не може точно да се определи кому му припаѓа идејата. Тоа е исто како сега од 2 шишиња вода да ставате во чашата и да речете до половината од едното шише, над половината од другото шише. Не може да се каже така и непристојно е така да се говори. Низоставен дел, барем така се сметаат себе си со оние кои повеќе од 20 години учествуваат во приготвувањето на секоја манџа. Тие тврдат дека таа ќе биде и понатаму, бидејќи ја имаат тајната формула. На 8 навечер знам кај ќе звонат, кај ќе доаѓат, што ќе барат, како ќе барат, но има црвени линии. Уставни измени првично и после може да разговараме за програми и слично. И конечно, ништо не бива без зачин, иако на многумина чубрицата воопшто и не им се допаѓа. А прогнозата е дека и тешко се наоѓа. Па, новото беше нов план со Бугарија, ќе оделе да преговараат со Бугарија. Вие видовте нова влада како изгледа во Бугарија? Не, се ние. Не видовте ли како изгледа новата влада во Бугарија? Јасно ние. Па таму ќе не можеш у кој кабинет не знаеш више да влезеш. Кај нас горе-долу веќе се надзира кој за во кој од кабинетите се подготвува да влезе. Само не се знае што од сето тоа на крајот ќе излезе. Под рецептот. Тие што не следат знаат дека вообичаено завршуваме со саботажата. Тука се одјавувам, следното издание го најавувам за 9 мај. На 6 ќе нема 360 степени поради празникот. А на 9 ќе се видиме со прва анализа на резултатите по парламентарните и вториот круг претседателски избори ден претходно. Пријатно!